Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Американската влада ја ревидира политиката на депортирање на илегални имигранти. Еве што значи тоа. Администрацијата вели дека ќе ги преразгледа случаите на 300.000 илегални имигранти кои се пред депортација за да утврди дали може да останат во САД. Дженет Наполитано, секретарка за домашна безбедност, објаснува дека имајќи ја јавната безбедност во преден план, секој случај поединечно ќе се разгледа за да се идентификуваат прекршителите од низок приоритет. Републиканските сенатори веднаш реагираа, велејќи дека владата го заобиколува Конгресот и дека новата политика практично дава бланко амнестија за илегалните имигранти. И што туку добивме информација што не може да се занемари во вестите. Самоубиствен бомбашки напад се случил во џамија во северозападен Пакистан, убивајќи најмалку 40 лица, додека 300 биле присутни на молитвите. Бројот на ранети е околу 100, но не е дефинитивен. И САД на овој ден има акции против милитанти во овој пакистански регион и наводно американски дрон, беспилотно летало, убило најмалку 4 милитанти во Јужен Вазиристан. Се сеќавате на вчерашната најава за разговорите на подпредседателот Џо Бајден со кинески официјални лица во Пекинг? Пред тоа тој беше на кошаркарски надпревар меѓу американски и кинески тим, кога американците победија. Разговорите потоа минаа добро. Кинескиот подпредседател Ши Џинпинг се согласи со Бајден дека двете страни покажале голем оптимизам за економската иднина на двете земји и нивните меѓусебни односи. Но вториот кошаркарски надпревар меѓу тимови на двете земји мина катастрофално. Тепачка без преседан. Погледнете во видеото. Конечен резултат нема, играта е прекината на нерешениот резултат 64. Вчера беше лош ден во Соединетите Американски држави. Негативните економски вести поттикнаа црни мисли за можна рецесија кај инвеститорите и кај обичните граѓани. Ова беше сликата. Берзите забележаа стрмоглав пат поради растечката загриженост за нова економска рецесија. Во Њујорк индустрискиот просек Доу Џонс загуби 500 поени, но на крајот од денот поврати дел и заврши со загуба од 3,7%. Композитниот индекс Насдак падна над 5%. Аналитичарите го објаснуваат негативниот тренд како последица на серијата извештаи дека американската економија е во криза. Истовремено падот на европската берза се прелеа и врз американските, вели брокерот Алан Валдес од компанијата DME Securities во Њујорк. Се започна од падот на германската берза, која е лидер во Европа и наш најголем трговски партнер. Знаевме дека и нас не чека тежок ден. Американската влада објави дека расте бројот на невработени кои се пријавуваат за социјална помош. Растечките цени на мало само дополнително ги притиснаа потрошувачите. Глобалната финансиска компанија Морган Стенли пак јави дека глобалната економија е опасно блиску до уште една рецесија наредната година. Обичните американци се загрижени. 19-годишната Наџија Хурт прогнозира дека незината генерација ја очекува тежок живот. Не добивме добра шанса. Се паѓа врз наши плеќи и ние ќе треба да го носиме товарот. Новинскиот уредник Питер Хогнес не гледа подобрување во догледна иднина без вистински промени. И натаму ќе живееме во ваква нестабилност. Ќе има отпуштање од работа се додека не воведеме посериозна регулатива. Брокерот Алан Валдес коментира дека се сведува на сигурноста на работните места за обичните американци. Во крајна линија се работи за работни места, а за тоа не постои магично стапче. Музичките суперзвезди како Леди Гага, Ријана и Џастин Бибер ги охрабруваат обожувателите да донираат пари за жртвите на глад на рогот на Африка. Тие се на листата од над 150 познати личности кои зедоа учество во нова иницијатива на хуманитарната група Спасете ги децата. Ова се случува во време кога хуманитарните агенции велат дека без дополнително финансирање ќе биде тешко да се одговори на потребите на регионот.
Најновиот напор за собирање пари од групата Спасете ги децата е кампања наречена Ке бидам твој пријател. Групата се надева дека ќе ја крене свеста и ќе собере пари за милионите гладни на рогот на Африка. На апелите се приклучи и високиот комесар за бегалци на Обединетите нации Черити Туз. Апелираме за $145 милиони за целиот регион. До сега е собрано само 61% од тоа. Агенцијата за бегалци штотуку дистрибуирала 100.000 пакети итна помош, но бројот на бегалци рапидно расте секојдневно. Брзо ги трошиме резервите. Ако на нашиот апел не се одговори во наредните 2 месеца, нема да можеме да продолжиме со ова темпо на помагање. Пораките за собирање помош се слушаат од разни делови на светот. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун при неодамнешна посета на Јужна Кореја го повтори апелот на настан организиран од Црвениот крст. Може да сметате на мене и јас ви давам збор дека за време на мојот мандат ова ќе биде мој приоритет. Ситуацијата вака ја опишува Кетрин Брег, помошник на генералниот секретар за хуманитарни прашања. Додека одиме на спиење вечер, 13 лица, од кои 6 по 6 години возраст ќе умрат. Утре уште 13 и така секој ден, освен ако не го свртиме трендот. Хуманитарната операција продолжува. Секоја помош, од звезда или не, е драгоцена. Од сите инсекти кои шират заразни болести во светот, комарците представуваат најголема опасност. Ова го вели Светската здравствена организација, а во понеделник ќе ви ги дадеме и аргументите. Во понеделник во Newsflash, 2 вирални болести што комарците ги шират се потенцијално смртоносни, а вакцина нема. Гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. И тоа е се од нас за ова недела. Се разбира, продолжуваме да работиме за вас на нашата веб страница glasnaamerica.com. Пријатна вечер.